Здраво на сите, јас сум Жарко Батич. Ова е дел од каналот на Машки свет посветен на вашето здравје, фитнес и мотивација. За таа цел денеска ќе зборуваме зошто вежбаме ние уствари. Суштината на вежбањето уствари е малку поразлична од тоа што сите го сакаат. Да, физичкиот изглед е битен, но суштината е друга. За таа цел, малку посликовито ќе ви објаснам зошто ние уствари вежбаме. Имаме една права линија, составена од 3 дела. Сите 3 делови ќе именувам човек кој, да ме сватите поубаво, припаѓа на оваа група. Да речеме, овде имаме АЦ, која е во состојба фит. Во средина се наоѓа состојба wellness, односно здрав, well-being, како сакате, тука ќе биде перо. И ова е состојбата која никогаш не сакаме да бидеме, ова е sickness. Не дај Боже болен, тука ќе се наоѓа Мирче. За полесно да ме сватите, ги именувавме сите 3. Како карактери ќе биде. Да речеме, АЦ, фит човек. Си вежба еднаш 1 саат во денот, оди на работа, издвојува 1 саат во денот на вежбање, место да гледа 3 епизоди дома на серија на Netflix, си гледа 2, издвојува 1 саат на вежбање, супер му е, пази на јадење, здрав е, све коректно си е, супер, состојба фит. Перо. Перо е класичен од 8 до 4 човек, оди на работа, после работна пауза со другарите у седмица, се враќа дома, зима за носење, небитно од некаде, некој нездрав оброк, се враќа дома, легнува да спие, дремка, се буди, пушта телевизија, гледа, доаѓа 9, 10, му се пријадува, бута бургери уште, легнува да спие 12 и пол 1, утрената се буди, пак на работа и исто да се укруп. Не вежба, не е нездрав, ама така. Си живурка ни животот, си круза, си тера. Мирче од друга страна е со дали мали, дали со поголеми проблеми со здравјето, има проблеми со кичмата, слично, премногу седење, ишијас, дискус херни, го боли грбот, не може се движи, 20 станува од кревет. Овде не ќеме никако да бидеме. Сега, што прави перо? Перо е заглавен во wellness. Да, здрав е денеска, моментално, меѓутоа тоа не знаеме дали ќе потреба. Перо може да оди во овој правец, може да оди во овој правец. Што го одредува перо, дали ќе оди наам? Со продолжување на јадење во седмица, перо се враќа чекор назад. Со уште еден ден невежбање, перо се враќа уште еден чекор назад. Со цело време легачење, спиење по 5 сати, заглавување навечер, гледање серии, перо се враќа уште еден чекор назад. Перо доаѓа во фазата на Мирче. Перо станува сериозно, оди во загрозената зона што е sickness, во која, пак ќе ви повторам, никако не ќе ме се најде. Што прави Мирче со уште еден лош оброк? Што се случува? Оди назад. Што прави Мирче со непревзимање на решенија за неговите проблеми со кичмата? Оди уште еден чекор назад. Оди на доктор, му кажат, не смееш да вежбаш, ќе се повредиш, бетер ќе ти биде и така натаму. Што е тотално неточно. Се враќам уште еден чекор назад. Мирче сериозно се загрозува да оди назад, од кај што, не дај Боже, нема the point of no return. Фатална повреда на кичмата и што уште не, да не навлагаме, не сакаме да сме оваа зона. Што се случува ако АЦ, дечкото што е фит, што издвојува 1 час од денот, вежба, иако ги прави сите други работи пропратно, само си пази на јадење, вежба, си оди дома. АЦ, да речеме, му се случило проектна работа. Не може да вежба X време, да речеме 2 месеци. АЦ се враќа чекор назад. Во тие 2 месеци изгубил навика на здраво јадење, патернот на спиење малку му се има пореметено. АЦ оди уште 2 чекори назад. Меѓутоа АЦ доаѓа до состојба wellness. Многу е поубаво ќе се вратите чекор назад и да сте здрави. Како да одиме напред? Што се случува кога перо, сега обратната ситуација, или на почеток беше како да одиме нааму, сега како да одиме напред? Перо се запишува на вежбање. Почнува да вежба кросфит. Прв тренинг, перо оди напред. Таму перо осознава здравите навики на животот, како да се храни правилно, како да спие, како да се опоравува од вежбањето од напорните тренинзи. Перо оди сериозно кон состојба фит. Ова е состојба кон која сите се стремиме да бидеме.
што ќе направи Мирче сега во врска со своите проблеми со кичмата. И тој се запишува на кросфит. Меѓутоа ќе се рече како може Перо, нема никакви проблеми со кичма, со ништо, како може Мирче да вежбаат кросфит, нели сите викаат тешко е, не можеш, мораш си спремен и така натаму. Тоа не е точно. Мирче се запишува на кросфит, почнува Мирче да вежба основни вежби, учи едноставно како да си го движи телото, ништо повеќе. Не става некои тежини, нема килажи, основни движења, мртво подигнување од земја, чучи, склек, згиб. Мирче оди чекор напред. Мирче осознава како да се храни правилно. Што еден чекор напред. Мирче учи како треба да спие, како правилно се опоравува тренизите. Оди уште еден чекор напред. Веќе сериозно излегува Мирче од оваа опасна зона. Мирче веќе нема проблеми со кичмата, не го мачи грбот, може да оди на сабајле, не станува вака 2 сати да го влече жена му од спиење. Уште пола сат да му треба да се опорави, за да може едноставно да оди и да прави основни човечки потреби, како кажам, да стигне до работа. Да, можно е од овој дел Мирче да стигне до левелот на АЦ. Тоа ќе биде известни години, да, со константна работа, Мирче стигнува до состојба фит. Сега, што прават некои ликови како АЦ? Почнуваат да вежбаат и наеднаш се get hooked, ќе станат зависни. Еден сат у денот, еден сат. Наеднаш им се засвигува. Продолжува. Тоа расте од 2 сата дневно, доаѓа у сала, 3 термини, си ги вежба, почине некои своји програми, ван тоа што се дава тука и така натаму, и наеднаш АЦ се повредува. АЦ не слушал и се враќаме до левелот кај што бил Мирче во сикнес. За ова да не се случи, морате да изберете на правилен начин, да изберете сала каде што може да вежбате кросфит. Мора да биде лиценцирана, да има лиценцирани тренери што знаат што прават и не ви нафрлаат вежби така како ајде ова изгледа фенси и кул, сега добро е тука, ајде забавно е за Инстаграм ќе се сликаме, него ќе си има план и програма според која ќе оди некој терк што вас ќе ви овозможи подобро здравје. Доколку ви се допадна ова видео, кликнете лайк, сабскрајб на каналот, шернете на социјалните мрежи, споделете со другарите и се гледаме наредна недела. Поздрав!